Граѓанската иницијатива Кане Корзо Надеж со седиште во Скопје води кампања против нехуманиот третман на бездомните куќиња што се заловуваат во Кочани и другите градови во Македонија. Активностите се интензивирани по писмената реакција испратена до нив во врска со работењето на ветеринарниот центар Тодор Велков од Куманово, кој ја презел обврската за заловување на животните, откако понудил најповолни услови на тендерите што ги објавиле надлежните локални институции. Во реакцијата е наведен сомнежот оти е постапувано во спротивност на одредбите од Законот за заштита и благосостојба на животните и правилникот што е донесен врз основа на овој закон. Со реакција за нехуманото и незаконско постапување на операторот излегува и од Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани. Ние имаме евиденција дека моменталната состојба на терен е следнава. Со оглед на тоа дека куќињата кои се заловуваат на територија на општина Кочани не се враќаат во реонот од каде што заловуваат, а се донасаат од други општини со кои се крши веќе споменатиот закон, бројката постојано варира, но не се намалува. И моментално имаме околу 200 бездомни куќиња, што е фрапантно, за кое имаме материјален доказ. Ова е еден од доказите дека службата не е извршила услугата за која е платена. Сомнежите за противзаконско постапување на ветеринарниот центар во Кочани беа искажани и на последната седница на Советот на општината. Има фирма која што има изминат договор, а врши исто така заловување на животни. Сето тоа се врши надвор од прописите на договорот. Тоа е кривично дело, ако е точно дека се случува заловување на животни, а договор гледаме дека е распишено овој месец од страна на водовод. Градоначалникот Илиев рече дека точно е оти претходниот договор со операторот бил истечен, но последното заловување на животните било извршено како еднократна услуга во рамки на законските одредби. Јавната набавка за заловување на јавното претпријатие беше истечен, а со цел да тој проблем се намали и ублажи, беше направено едно заловување кое е платено со фактура и не било предмет на јавна набавка. Јавната набавка е во тек и таа наскоро ќе биде повторно во функција и заловувачот, односно фирмата која што ќе биде изберена, ќе ги носи и одговорностите околу начинот и условите на кои тоа ќе го прави, бидејќи тоа се работи кои се пропишани со закон. Со тендерската постапка на комуналното претпријатие од Кочани беше планирано за заловување на бездомните куќиња да се потрошат близу 400.000 денари, што е за околу 20% повисока сума во однос на претходните години. Од локалната самоуправа излегува и со официјално соопштение, во кое стои оти општината е против секаков вид нехуман третман на куќињата и ќе преземе мерки во рамки на своите надлежности да се спречи ваквата појава. Законот точно опишува како треба да се третираат заловените куќиња, велат од локалната самоуправа, и испраќаат јасна порака до сите чинители да се придржуваат кон пропишаните законски одредби. Активистите за заштита на животните и носителите на граѓанската иницијатива пак очекуваат да се изврши увид во документите за услугите што операторот од Куманово, освен во Кочани, ги извршил и кон општините Виница, Штип, Струмица, Куманово и Македонска Каменица.